Да кажеме за оние гледачи кои не го следеле преносот од надпреварот што заврши пред малку Полска, Шведска 29-29. Еден надпревар со две различни полувремења, беше 29 за Шведска, па потоа 29 за Полска. Одиме со првиот напад, Филип Лазаров на позиција на лев бек, неговиот брате на својата позиција, бие Мојсовски 1-0 за Македонија. Добро, меѓутоа не се многу високи во одбрана, така да ќе имаме можда, че малку е поагресивна, така да ќе има голем простор за науче Мојсовски. Еве го и Филип Лазаров, добро и тој да почне да погодува. Кирил Лазаров, одлично, Стоилов. Добра асистенција на нашиот капитен во вистински момент. Противникот е веќе пред нашиот гол. Брани Ристовски, има ли контра? Темелков, оди Владимир Темелков, шути 2-4. Водство за нашата репрезентација. Првата одбрана на Борг. Кирил Лазаров, до брат му Филип. Стефче Лушевски, мина овој лоп. Еве го оној момент на брзите игри од центар на противничката репрезентација. Одлично Лушевски, краде. Оди во контра Лушевски. Бие и погодува. Прв играч во нашата репрезентација со 2 гола Стефче Лушевски, но за среќа не примивме гол. Хансен. Брани Ристовски. Уште една добра интервенција на нашиот голман. Одбрани можеби кога беше најпотребно. Ние сме постојано во водство, а така продолжува и сега на повреда. Се жали еден наш играч, тоа е Стоилов, само со жолт картон. Имаме доволен простор за пивото да го да ги прима топките. Меѓутоа не треба многу често. Стоилов многу добро влегува во празен простор и тоа го користиме максимално. За 16 минути имаме дадено 10 гола. Значи, нападот е окей. Само треба да внимаваме во одбраната. Селекторот Шундовски истакна дека имаме позиции, создаваме, промашивме неколку зицери, а сега добро што веднаш реализираме со играч повеќе. Стојанче Стоилов, негов четврти гол, најефикасен играч на надпреварот. Неверојатно има осет каде да дојде за да ја прими топката. И сега Ангеловски е во игра со фластер за Хансен, тој е тој нашиот играч во одбрана кој е задолжен директно да внимава на противникот. На најопасниот играч. Само да стигнеме да пресече Миркуловски во контра. Оди Кирил Лазаров. Бие негов втор гол на овој надпревар. Македонија има +3. И разбирливо во една ваква ситуација тајмаут за селекторот на Данска Урил Вилбек. Помалку Хансен. Досудено е пробивање. Темелков одлично се постави. Ангеловски. До Кирил Лазаров. Бие веднаш со помош на блокот. Гол, 4 голови разлика за Македонија. Кирил Лазаров дава втор гол. Момент во нашата репрезентација што не беше случај претходно. Меѓутоа добро функционира тоа. Миркуловски, топка за Стоилов, гол! Гол со играч помалку. Македонија е во серија од 5-0. Петти гол за Стоилов. Уште 5 секунди и Македонија ќе биде комплетна. Темелков е подготвен да влезе. Лазаров, гол! Одлично. Уште еднаш. 4 од 4 на овој надпревар за нашиот капитен. 2 гола даваме со играч помалку. Добре тоа што сега мора да му обрнат внимание. Филип Лазаров, до Кирил Лазаров, Лушевски е на позиција на пикер, но бие Стоилов. Македонија е на 6 голови предност.
Шести гол за Стојанче Стоилов. Филип Лазаров. Наумче Мојсовски. Оди сам Наумче Мојсовски. Браво! Одличак, браво! Во финта, негов втор гол на овој надпревар, 17 за Македонија. Лазаров бара простор, добива гол! Уште еднаш низ нозете на противничкиот гол. Но она што е важно е дека Миркуловски успева да постигне гол и да ја врати предноста на Македонија на плюс 3, 20-17 за Миркуловски. Само да видиме Лазаров. И гол на Лазаров. Кирил Лазаров, негов шести погодок. Стоилов е на линијата од 6, ќе води тешка битка, како и во првиот дел, но успеа добро да се снајде. Фантастичен гол, Кирил Лазаров. Ако не водеше шутот на нашиот капитен во првиот дел од првенството, се надеваме дека ќе биде сега сосема поинаку. Ќе потсетам уште еднаш, овој надпревар во моментов го работам во Скопското студио, од едноставна причина, бидејќи официјалниот бродкастер, емитувачот на меѓународниот сигнал од Белград има потешкоти, не само ние, туку и сите останати 30 на 40 земји кои вршат директен пренос од овој надпревар. Успешен и во вториот обид Лазаров, негов 8ми погодок. Плюс 2 за Македонија. 23-21. Кирил Лазаров добива блок, влегува Мојсовски, бие, погодува. Во вистински момент гол, трет за Наумче Мојсовски. 49-та минута од надпреварот. Алушевски, фантастичен побег, фантастичен погодек на Алушевски, негов четврти гол, прв во второто полувреме. Забележа дека премногу близку до него Миркуловски. Мојсовски. Ево убава асистенција на Кирил Лазаров во гол, претворена од Стоилов. Седми погодок за Стоилов. Лазаров, Кирил 8, Стојанче Стоилов 7. Триумф. Треба порано се излегува и еве интервенција во вистински миг на Борко Ристовски, 7. Лазаров бие низ нозете на Ланд Јакобсен. И 3 од 3 за Кирил Лазаров. 10 гол на Лазаров. Нешто повеќе од 5 минути до крајот на надпреварот. Ние имаме негатива од 2. И сега многу простор за Егер Кенсен, но одлична интервенција на Борко Ристовски. Добива блок Лазаров од Стоилов. Убаво пробивање и гол! Во вистински миг гол на Наум Мојсовски. 31-29. 4 минути неполни до крајот. Миркуловски. Доволно простор е тоа за да погоди Кирил Лазаров. 11 гол, мртва трка меѓу Лазаров и Хансен. Кој ќе биде најефикасен на надпреварот, но она што нам не интересира е кој ќе ги однесе бодовите. Одново плюс 2 за данците. Лазаров, оди до крај, Кирил Лазаров, 12 погодок, се изравнува со Микел Хансен. Колку би било добро Лазаров да заврши со 13, Македонија со плюс 1 и да се радуваме на нов триумф.
ке вкрсти со Спелерберг. Тргнува Шмид, добро сега Велко Марковски. Уште еднаш треба да се оди, да се прекине акцијата, но брани Ристовски! Брани Ристовски, еве можност за Македонија. 120 заврши секунди, Кирил Лазаров постигнува гол. 13-ти гол на Лазаров, делириум во арена. Македонија го израмнува резултатот. 32-32. Сега на спротивната страна Шмид, одлично во одбраната и брани уште еднаш Ристовски. Кирил Лазаров тргнува напред. Ке треба да смириме малку. Борко Ристовски се разбранува во вистински миг. Имаме 67 секунди до крајот. Треба да бидеме мудри, да бидеме паметни. Лазаров фантастични. 16 удари, 13 голови. 8-7 има Стојанче Стоилов. Имаме меч топка. Кирил Лазаров. Дали тој ќе превземе одговорноста? Нао Мојсовски, Лазаров. Има прекршок врз него, не стигнува топката до Стоилов. Ки има 9 метри за Македонија. Втов Хансен го гледате во кадрот. За ова говорам, треба и ние да бидеме вака дрски, безобразни, едноставно треба нашите ракометери некогаш и да го треснат противникот од земја. 36 секунди до крајот. Имаме меч топка. Неверојатна атмосфера. Колку само посакувам јас сега да сум таму. Но што е тука е? Македонија на потек. Миркуловски за Нао Мојсовски. Мојсовски има тешка задача, силни се данските ракометари. Нао Мојсовски. Тргнува Мојсовски. Бие гол! Не, шпанците го поништуваат голот. Вела дека имало 4 чекори, чекор повеќе, но во секој случај 9 метри 16 секунди до крајот. Велбек па уште не знам што се чуди сега данскиот селектор. Какви чекори сега тука, каде ли само шпанската судијска двојка виде четврти чекор од Нао Мојсовски. 16 секунди, 32-32. Сега Хансен излегува на Кирил Лазаров. Миркуловски се лизна, но под преткршок треба да побрзамо, ќе биде стопирано времето, а него го немаме на увид уште еднаш. Специјалисти се ова германциве. Нема што, ќе повторам уште еднаш, националната CDF ARD, германска телевизија, бродкастерот на овој мултисигнал, но тоа не е битно. Лазаров бие! Штета! Треба сега да се оди на брз прекршок! Не! Неверојатно што сега прокоцкавме. Данска во последната секунда дава гол.